Распределба на субвенциите по предаден килограм во регистрирани преработувачки капацитети, место по површина како досега. Вака предлага Стопанската комора како една од мерките за развој на агросекторот во пост-ковид периодот што следи, бидејќи во моментов субвенциите не ги даваат очекуваните резултати. Според комората, со сегашниот модел не се поттикнува производството и развојот на агросекторот. Васко Ристовски смета дека ова мерка, иако ќе биде болна, ќе ги разграничи професионалните од квази земјоделци или фармери кои земаат субвенции. Потребно е да се даваат субвенции по предаден килограм производ и предаден на регистриран откупувач и преработувач, а не по површина. Приватниот сектор мора да добие потребната поддршка од страна на институциите и доста е веќе традиционално земјоделско производство, треба да се поддржат се повеќе бизнис ориентираните професионални производители. Речиси 1 милиарда евра се слијани во агросекторот во изминатите години на име субвенции, но и понатаму имаме намалени приноси за старена механизација и технологија, намален сточен фонд. Ристовски смета дека сегашните 200 милиони евра на годишно ниво се доволни, но доколку вистински се распределат кон земјоделците и фармерите. Затоа што политиката на субвенционирање во изминатите 20 на години не даде резултати. Од 20 милиона евра во 2006 година до скоро 200 милиони предвидени за 2020 година, потрошени скоро 1 милиарда евра за сите овие изминати години, а сточниот фонд се намалува додека пак увозот е повеќе градно зголем. Потребна е измена во методологијата за давање на субвенции од некогаш голем производител на традиционални производи, пред се млеко и млечни производи, зеленчук, овошје, оранжериско производство, денес Република Северна Македонија е голем увозник на истите. Освен измена на моделот на субвенционирање, Стопанската комора предлага и друг сет мерки во винската, млечната, месната и мелничко-пекарската индустрија во насока на поголема конкурентност за домашните фармери и фирми кои се занимаваат со агробизнис.